Дали Македонија незапирливо работи да си ги истера младите од државата, меѓу другото зборуваат и контрапродуктивните политики во сегменти од економијата кои се однесуваат на цените на становите, со пораст од 20% на метар квадратен за стамбен простор на квартално или годишно ниво. Нашата држава е меѓу најскапите во регионот и пошироко, ако се земе во предвид стандардот на граѓаните. Ако млад брачен пар сака да купи стан од 60 на квадрати во Кочани кој чини помалку од 60.000 евра или близу 4 милиони денари, тоа значи дека за да го исплати тој луксус, ќе му треба кредит, кој си има своја цена, односно камата, со месечна рата од 300 евра, што ќе го влече 30 на години. При реални плати од околу 400 евра може да се претпостави каков живот го чека семејството во најубавите години од животот. И додека финансиски мокните инвеститори на стамбени објекти билдаат цени и капитал и незапирливо градат во државата, стоат празни двоспратни и троспратни куќи и комфорни станови кои представуваат мртов капитал. Сето тоа државата нема го наблюдува без да дефинира било каква стратегија во стамбена политика, ако ништо друго, барем на некој начин да им помогне на младите полесно да го решат стамбеното прашање, за тоа да не е причината да заминуваат во странство. Примерот на нашето граѓанин мошни сликовито ја доловува ситуацијата во која се ставени токму младите. Со сопругата купиле стан од 65.000 евра, откако претходно подигнале стамбен кредит. Бидејќи поради кризата им се намалиле семејните приходи, бил принуден да замине во Австрија и да заработува за да го враќа кредитот. Тоа представувало тежок удар за него и за трочленото семејство. Такви судбини на млади има премногу за мала општина како Кочани или држава како Македонија.